Јас си стојам на констатацијата дека вашите говори и реплики се со еден чуден и интересен смисол за драматургија. И вашата драмолетка продолжува и деновиве, кога во отсуство на други аргументи зборувате за нешто што и вие сами не верувате во тоа што го зборувате. И сигурно е очајот толку голем во вашата партија, што од една страна вашиот лидер на медиуми се обидува да им се додвори на албанците во Република Македонија и да каже колку тоа ВМРО ДПМН направило за албанците, какви све закони не биле донесени, како двојазичноста функционирала и во изминативе неколку години, а од друга страна вас како пратеници да ве исправа пред срамот да си пукате во нога на оние аргументи што тој ги дава во медиуми. Да зборувате спротивно на тоа што зборува вашиот лидер. И очигледна е таа контрадикторност во вашата пратеничка група, бидејќи вашиот лидер го нема во првите редови, за да каже дека вие како пратеничка група ќе го поддржите овој закон. И јас сум повеќе убедена од тоа. И втор пат од говорница ќе ви кажам дека можам да се обложам со сите пратеници во вашата пратеничка група, дека по локалните избори, кога ќе дојде на ред, кога ќе заврши второто читање на законот, вие ќе го гласате законот за употреба на јазиците. И тоа ќе биде едно од најголемите ваши политички порази и изгубено време во овој период, наместо да ја злоупотребувате говорницата за непродуктивни дебати, да кажете малку повеќе со животот. И прашувате како ќе им објаснеле граѓаните, нашите пратеници, кои ќе се врателе дома на граѓаните, како го донеле законот. Па еве јас вас ќе ве прашам, како вие во 2011 година како пратеник од редовите на ВМРО ДПМН им ја објаснивте на вашите прилепчани потребата пред формирање на влада да пристапите кон измена на законот за употреба на јазиците и со мислење округло па на ќоше од Министерство за правда да амнестирате воени злосторства. И јас имам храброст да зборувам за конзистентноста во моите експертски ставови од 2008 до денес. Но вие тоа како политичари, како пратеници го немате.